арно, ама носталгија почна да ме пука. Сакав да си се вратам дома, меѓу своите, да ја видам мама, тато. И кога дојдов дома, све беше супер, пред врата дојдов не дома, зашто татко ми не сакаше да ме пушти внатре. Џабе мајка ми му збореше, он не кеше да чуе. Јас сега, за да му докажам на татко ми дека можам да бидам голем маж, без разлика на тоа што го примам од позади, што направив? Се вработив у полиција. Јако баба ми кога бев мал, вака ми викаше: Кире, учиш школу да работиш у канцеларiju. Ако не учиш школу, ќе будеш жандар. Само за жандар не траже школу. И куче од улицу да го однесеш у полицију, вуче ќе стане. Ама ја не ја послушав, отидов у полиција. Луѓе, како ми стоела таа униформата, бе, кој ќе сум излегол на улица, бе, сите по мене се вртеле. Додуше ја малку врцкав со газето, ама тоа од навика. Толку ја сакав униформата, што дури сакав да иставам и розови еполети и копчиња, али не кев да провоцирам од почеток. Ама морам да ви признам, леле, пендракот колку сум го сакал. Абе, од раце не сум го испуштал. Дури си го ставав подпирница за време на спиење, она имаш тврдо на подпирница, али ти доека спиеш не знаеш дека е пендрак. И морам да ви признам, само еднаш сум го употребил у року служба. Имаше еден манијак што ги плашеше девојчињата умало, јас сум го бркал и кога сум го фатил, абе за пола саат со тоа пендракот сум го преваспитал. После плашеше само мушки. И така ја го земав пендракот после употребата и го однесов на хемиско и таа што работи тамо ми вика: вика, господине полицај, следниот пат барем после интервенцијата стави или пред интервенцијата ставете му кондом. И добро сега. Арнама, овие старшиниве разбраа како сум го преваспитал јас овој манијаков и ме пребација, ме однесоа во Увидна. Леле, во Увидна колку има луѓе тамо живот, колку се богати полицајците што работат во Увидна. Ја прво мислев дека они приватизирале некоја раскрсница за евро, ама после сватив што е штосот. Седам ја така еден ден у тоа Крајслер со колегата и лижеме сладолед на стапче. Кога сум со тој колега, многу лижеме и се такмичиме кој побрзо го излиже, тој искача надвор и лепи казни, значи негова смена. Али пазете, не смееш да грицкаш, само лижеш. И така ние лижеме сладолед и у тој момент гледам една нова Тојота застанува на црвено светло. И у тој момент еден тип на точак изгуби контрола на воланот и со сета сила се бапнува Тојотава. Овој колегава срипа, ги извади тоа гаките од испотениот гъс, тргна кон овој несреќава удесов, ја тргна веднаш по него и како дојдовме до колава, овој возач што беше на Тојотава, еден целиот така бланширан, излезе од Тојотата и почна да му се дере на овој што го удри со точакот. Па гледаш ли каде возиш наркоманиште едно джанкерско? Па нели гледаш колку васпитано си стојам овде на семафор со чичка нова кола и ти се најде да ми ја демолираш шабанарио една селјачка. Па вчера татко ми ја купи да ме почасти за отварањето на мојот нов салон и ти се најде тука да ми ја удираш мастурбанту еден дркаџиски. Па имаш ли ти уопште можност да ме обештетиш бе шупак еден издрндан? А на тоа овој дечко го гледа онака спокоен, мртов ладен и му вика: баце, добра кола се купуе, али добар дечко у Скопје тешко се наоѓа. А нас двајца судбината као да не спои. Судбината како да сакаше да ти го бапнам аутото. И на тоа овој бланшираниот смени израз на лице, смени овој боја на глас и му вика: леле брате, каде те удрив, многу да не те боли, ај кажи ми каде те боли, на кое место те боли? А овој му вика: баце, има едно место што ме боли, ама треба да го бубиш за да помине. И на тоа се фатија двајцава за рука, си влега у колата, а мене она милина околу срце, затоа што тогаш сватив дека сепак постои љубов на прв поглед. Али овој колегава мој не ја свати таа работа, се изнервира и вика: чекајте бе, застанете, а за Увидов кој ќе плати? И тогаш овој бланшираниот извади 500 евра, ги фрли кон нас и стисна на газ. И тогаш ја уствари сватив зошто полицајците во Увидна живеат толку добро и сватив уште една работа, дека не е лошо да си фатиш добар дечко. Арно, ама
Татко ми исто како и баба ми не се импресионираше нешто што ја сум се вработил у полиција. Ја што направив? Викам, морам да влезам дома, ој не ме пушта дома. И што направив ја? Отидов во армија. У армија е супер, све мужи, тоа сите униформи исто. А и пошто ја многу сакам да работам со мужи униформи, нели, многу брзо напредував и набрзо станав аѓутант на еден наш познат македонски генерал. И мојата прва голема задача беше НАТО самитот во Букурешт. Идеме тамо у Букурешт, тоа генералската сала, влегувам внатре, све генерали околу тебе. И ми доаѓа еден така височок плав со плави брчиња, ми пружа рука и ми се представува, вика Удо Педерсен, down Denmark. Ја викам, леле, Удо, шубаво име имаш. А он онака се разгали на тоа, се подмоче на комплиментот и вика, ние вас ве сакаме во НАТО, вие треба да ни влезите, само прво треба тепате и Iraqi people. Викам, ако треба ќе тепаме и марсовци само да ми влеземе. Ја така очиукам со овој Педерсен генералов и у тој момент у муабетов ни упаѓа овој грчкиов генерал Марсимудис, уништувач на забави еден, и му вика на овој генералов, му вика, охи, my friend Педерсен, охи, фирам ноти НАТО, охи, шобе, му викам, охи, да те изгори свињо дебела. И на тоа овој многу се изнервира и почна да вика, охи, фирам и НАТО, Скопјано малака, охи, Америка is not leader today leader is Greece, ние Греко ставис на Скопјано вето, фирам ноти НАТО. Викам, ако вие Греко стурис на Скопјано вето, тогаш да даде Господ, овој ни за гриз да немате. И тогаш му фрлив клетва, и он не знаеше дека клетва фрлена од педер брзо фаќа, и така и беше.